Носителе, ви посакувам едно топло добре денесно, се надевам се еден топол аплауз во Будев. Кога сте тука, имаме чест да ни биде носител човек кој што имаме чест. Ова е во своје име, сакам да го кажам и често го кажам, иако он ме кара, да биде човек носител. Јас лично имам чест пред сега, се надевам и сите вие, кој што мене ми е лично еден од политичките идоли, ако не политички идол. Тоа е така заради тоа што неговата честност во политиката е нешто невидено на овие простори и тоа сите луѓе го чувствуваат. Оно што на самиот почеток би сакал да го кажем, не должам многу, е тоа што исто така имам особена чест да бидам на листата за пратеници од Општинскиот комитет Бутел, заедно со доктор Боро Илиевски, кој што е професор на медицинскиот факултет. Тоа е голема одговорност во овие времења, ние многу добро се познаваме, исто така говориме од позиција на председател на Општински комитет, затоа оваа прилика не би се задржала премногу, освен на крајот ако немате некое прашање, веднаш би му дал збор на носителот на изборната единица 2, господинот Владимир Селовски. Повелите. Здраво живо, што правите? Да направам поголема дистанца. Прво, да ви се заблагодарам што дојдовте од се срце, извинете што залоцнив, имавте во дуел, ако можете погледнете го после. Денеска во 2 часот го најавија, па отидев во 2 часот, па потоа во 6 и малце изменив и навистина ви се извинувам, се надевам дека понатака нема да правиме вакви работи, ке доаѓам секогаш на време, доаѓам, но сега малце залоцнив и извинете. Ја би сакал тука сите да ги поздравите овие двајца луѓе, што ги видат представници собранието. Јас ги почитувам и докторот и Дарко, добри луѓе навистина што си го сакаат Бутел. Јас се чувствувам тука како прилично како дома, со вакви луѓе, со прекрасни луѓе, да го поздравим и еден човек од мојот тим е преку стотици луѓе, но да го поздравим и Коце. Коце е човекот што најмногу сработил во градот Скопје. Мене ми е чест задоволство што сите луѓе што се работници да бидат дел од мојата екипа и добре дојдени се сите. Почуваме луѓе денеска со кампања. Они почнаа со црна кампања, ние да продолжиме со позитивна кампања. Свесни сте што се случуваше во овој период, но главата горе исправени, барем и таков ни е слогано, да се исправиме сите, да исправиме Македонија, кичмата гордо на високо и да обновиме Македонија, што е најважно. Овие 3 години видовме што се случува во Македонија. Вие многу добро знаете, но еве јас неколку работи да кажам. Загубивме право и правдина. Денеска слушнав дека на овој дуел дека коалицијата помеѓу СДСМ и ДУИ едни меѓу себе си кажа дека не постоело едно општество за сите, што треба го пренесеме до вчера кога беа во заедничка љубов, све постоеше. Но денеска изгледа пред избори ништо не постои. Значи просто да кажеме тоа било влада од интерес, за своји вакомшти, за своји криминали и корупции. Ние сме различни од нив сите. И овој период треба да бидеме многу внимателни во оваа кампања, бидејќи освен оној вирус што се нарекува СДСМ, има и друг посериозен за здравјето на граѓаните, е тоа COVID-19. И ви благодарам на сите што носите маски, што имате дистанца. Знам дека е тешко, но морава да го спроведуваме. Јас би ве замолил сите вас да ги посетиме граѓаните, да разговараме со нив. Оние што ги ни дозвола да влеземе, се разбира, пред нивните порти, да застанеме, да ја побараме нашата поддршка. Може би нешто и ние сме погрешиле во минатото, да го слушнеме тоа. Луѓе сме, треба да оправиме некои работи во минатото кога сме ги погрешили. Но да знаат дека ние нема да го продадеме достоинството на македонец. Ние нема да си ја продадеме државата. И една работа што е многу важна, според мене, од сега понатака, ВМРО-ДПМН треба да води владата и сите тешки прашања во овој општество, државни, да ги води ВМРО-ДПМН. И да не дозволиме ниту една друга партија да ги решава националните прашања, какви и да се. Бидејќи они не ги интересира ништо друго освен сопствен интерес. А нас многу ни значат тие работи. Ни значи идентитетот, ни значи црквата, ни значи верата, ни значат луѓето, ни значи народот, ни значи нацијата. Јас сум имал можност да бидам функционер претходно, сум бил министер и други функции сум имал и сум се заколнал пред Устав дека ќе ги бранам боите
и ќе работам честно и достоинствено за Македонија. И навистина тоа ќе го правам, макар ништо да не видам утре и да немам никаква функција. Навистина сум поминал, но сакам овој пат Бутел да победи навистина многу јако. Ќе ветиме многу работи. Ќе ветиме навистина многу работи, илјадници проекти. Но за тие проекти да ги реализираме, нас ни требаат луѓе, ни требаат солидни луѓе, ни требаат квалитетни луѓе, како што сте вие, но и многу други граѓани што не се дел од ВМРО-ДПМНЕ, треба да ги придобиеме. Ни треба секој. Да бидеме искрени, направивме одличен резултат за претседателските избори, но изгубивме. Поради други математики, други причини. Овој пат не смееме, нема втора шанса. Нема втора шанса зашто младите ги се заминат, повозразните ќе останат по-разочарани, пензиите нема да се качат, платите нема да се качат, а многу народ ќе се замине од држава. Ајде сега сите заедно тоа да го направиме. И не ви го зборам само политички поради тоа што сум носител. Ви го зборам од срце искрено, бидејќи оваа партија и организација јас сум од дете и сакам нашите деца да останат тука во земјава. Сакам да имаат убав живот, да имаат навистина добро детство и да се справиме со оваа пандемија и со ние сите економски проблеми што ги има држава. А еден тонс. Знаете дека државата е презадолжена, нема ниту еден капитален проект. Еве јас денеска побарав, ги замолив овие што дебатираа со мене да ми ги набројат тие 230 километри патишта. Никој не ми ги наброја. И замолив да ми ги кажат капиталните проекти. Никој не ми ги кажа. Зашто нема, не постојат. Но видете што прават. Постојано преку медиумите и преку нивните гласноговорници кажуваат дека се е најдобро, се е розево и така натака. Нивниот медиумски простор е огромен, но затоа ние сме огромни на терен. Огромни со луѓе, огромни со душа, со желба и со енергија. Ја не сакам многу да ви зборувам за да ви убедам да гласате за ВМРО-ДПМНЕ, зашто знам дека ќе гласате. Знам дека таа е опција што ќе му помогне на народот. Но овој пат ајде овие 19 дена секој еден од вас нека отиде по сокаците, по граѓаните, оно што ќе не прими се разбери, ве замолувам да ги почитувате сите мерки. Бидејќи сакам сите вие да останете здрави, таму кај што ќе отидете и тие да бидат здрави, бидејќи во Бутел, во Чаир, во Газибаба, во Куманово се најголемите жаришта. И тоа сите го знаеме. Но мора да го представиме Дарко тука во Бутел, мора докторот мора да го представиме, да знаат, они ги знаат многу добро. Но овие луѓе тоа што ќе го ветат утре да се борат во собрание. Дека тоа ќе го оствариме. И сите овие тука луѓе што се ни се качат на глава за ние да работиме да го исполниме тоа. Тоа мора да го правиме. Макар тоа не било последно, тоа сите треба да го правиме. Зашто утре јас пак ќе дојдам тука. Не планирам да заминам на ниедно друго место. Ќе немаме класични митинзи, ќе немаме оние наши активности секоја што сме ни терале. Ама ќе се навикнеме, ќе се привикнеме. Јас ви стојам располагање тука на Бутел 24 часа секој ден, што можам да помогнам. Однесете ми и вие каде што мислите дека треба да разговараме со некои луѓе што имаат уинакво мислење од нас. Ако нешто сме погрешиле, и тоа да го разговараме, бидејќи секој еден од нас значи. И тоа го кажувам бидејќи овој пат може да има помала излезеност. А тоа многу менува. Верувајте дека тоа многу менува. Но ја се задржим и на позитивните работи. Секој од нас да помине по куќите, да отиде по граѓаните, да разговараме, како ја што го правам сега тука, имаме уште 19 дена, а после не чека потешката работа. После не чека тоа што сме отишле кај луѓето да го збориме, ама секој едно ветување да го исполниме. Може би нешто нема да исполниме. Но да не заборавиме, пак да им се јавиме на тие луѓе да ги посетиме. Бидејќи тоа е кодот на ВМРО-ДПМНЕ. Зашто ние, како ВМРО-ДПМНЕ, не сме таа партија ако го заборавиме народ. И треба ви биде на сите тоа јасно, а јас ви уверувам, додека јас сум носител, додека јас ве представувам вас заедно со овие прекрасни луѓе, денонокно тоа ќе го правиме и слободно разгласете го насекаде. Јас поминав тежок период, овие 3 години, навистина многу притисоци, дел познати, дел не. Овие рамења ќе издржат, гордо ќе издржат, бидејќи сакам моите деца да останат тука. Просто и едноставно. Аз знам дека и вие тоа го сакате сите. Ви благодарам од срце што дојдовте. Стојам на располагање ако имате некоја прашање, некоја критика, ако сакате нешто да размениме мислење, но
Сакам исто така и на Коцина на данас збор да ви се обрати, бидејќи го повикав да дојде туку Буто, бидејќи сега се возев по еден пат, што знам дека он го направи, други се фалат. Така што они немаат со што да се пофалат, а ние ќе имаме со што да се пофалиме, а верувајте дека ќе видиме апсолутен победник на овие избори. Благодарам од се срце што дојдете. Носителот кој вика мора да говориш. Добро вечер за Климент Охридски, добро вечер за ВМРО ДПМН. Добро вечер за најголемата, неорганизираната и најпатриотската партија во Република Македонија. И на овие избори на 15 јули ВМРО ДПМН ќе слави убедлива победа. Ова не го кажам случајно. Го кажам заради тоа што сите предуслови тоа ни го налага. Како прво, имаме носител на листа кој што навистина можеме да се гордееме со неговото досегашно работење, а со тоа и со неговото идно ангажирање кој што ќе биде во рамките на парламентот и во рамките на некоја друга функција. Значи, имаме кандидат со кој што можеме со чист образ да се обратите кај луѓето и да ја побарате довербата за ВМРО ДПМН и за носителот на листа, нормално и за кандидатите, другите кандидати што се на ова изборна листа на изборна единица 2. И за Дарко, и за Боро, и за сите останати. Се тоа луѓе кои што немаат дамка во животот, луѓе кои што се честни, кои што се доматини, кои што се одговорни, кои што се работни. Покрај тоа, имаме образ да влеземе и секој да побараме доверба врз основа на тоа што до сега сме го направили, како ВМРО ДПМН во изминатиот период, и на државно, и на локално ниво. Еден од тие неимари, од тие градители е и господинот Владо Мисајловски, нашиот носител на листа на изборна единица 2, како министар за транспорт и врски, покажа како се гради во Република Македонија, како се гради квалитетно, како се гради брзо, како се гради ефикасно, како се собира и како се прави тим. Тоа ни дава за право да кажеме дека и понатака ќе работи исто. Исто така за Дарко, исто така за Боро. Покрај тоа, на локално ниво, кој што кажа и Владо Миселовски, се тоа што сме ние го замислиле, или јас кога бев градоначалник, тие уште не може да го реализираат. Значи и Христијан Тодоровски Карпош, се му беше даден, и проект, и се, само да распише тендер. Тој можеше да не биде тука, да биде на друго место. Ќе го распиша, службите ќе се направеше. Босна и Херцеговина, 3 години правим проектот. Втора македонска бригада, исто така. Значи, ова што е на Александар Ударевски, исто така готов проект. Готов проект исто така за фекална канализација од Христијан Тодоровски Карпош до Серава. Све се тоа проекти кои што они се уште не може да ги реализираат, а претходно ги игнорираат дека нема проекти. Значи, ВМРО ДПМН во изминатиот период покажа како се работи. Меѓутоа, и уште повеќе ќе покаже во следниот период. Тој од аспект на професионалноста, од аспект на стручноста, меѓутоа и од аспект на националното. ВМРО ДПМН национално ја одржа македонштината во Македонија во изминатиот период. Така да, со доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН ќе престане разнебитувањето на Република Македонија. Овие луѓе што ќе ги избирате нема да дозволат понатамошно разнебитување на Република Македонија по различни основи. Затоа мора граѓаните на Република Македонија цврсто да застанат позади оваа листа, не за друго, туку за Република Македонија. Бидејќи овие луѓе тоа го ветуваат. Покрај тоа, на економски план, Република Македонија е во тотално фиаско. Званични и незванични извори, меѓутоа, секогаш тие незванични многу често се и многу реални. За 3 години не задолжија повеќе од 10 милиарди евра. ВМРО ДПМН за 10 години 3 милиарди евра. Овие за 3 години 10 милиарди евра. И тоа пари се ставени кај што не се гледа кај се потрошени тие пари. Немаме проект. Значи нема реализација. Сега пред избори или последнава година се растрча да ги дореализираат проектите кои што ги започна Владо Мисајловски, кои што ги започна некој друг министер,
кои што започна на локално ниво. Затоа немој да дозволувате за некој лични интерес, за 100 евра, за 200 евра, еднократно да ги купат луѓево, да ги добијат изборите, а после тоа 4 години никој нема да ви погледа. Прашање, значи, не е личниот интерес. Прашањето е системско функционирање на државата и на економски план и на национален план. И да не должам многу, бидејќи сепак треба да оставиме место и за вас, уште еднаш замолници од мене лично за бутел, за патриотски бутел, за победнички бутел, како и секогаш на овие избори, во изборна единица 2, бутел да однесе една огромна победа за ВМРО ДПМН и за Република.